Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме на една посебна тема, односно тема која што ни е многу битна во однос на самиот биткоин циклус, која што сама по себе го налага движењето на целиот криптомаркет. Сега, како се сеќавате, до сега разговаравме за биткоин доминанс и што истиот значи во однос на криптосекторот и во однос на сите цени во однос на криптосекторот, нормално. Мораме да разговараме за еден поим кој што е многу битен и кој што сите го очекуваат да се случи во самиот криптопазар, а тоа е флипенинг, односно тоа е идеја дека во одреден момент Етериум или било кој друг криптовалута ќе го надмине биткоин по маркет кап. Сега, до сега моментално самиот циклус, овој 4-годишен циклус, го држи напредокот на целиот криптопазар во еден тек, односно во секој момент кога имаме халвинг, очекуваме движење на цената нагоре на биткоин, како и секој досегашен булран, една година после халвингот очекуваме пад на цената во следниот bear маркет. Разликата е во тоа што доколку имаме крипто кое што би го надминало биткоин во маркет кап, има голема веројатност дека останатите криптовалути ќе престанат да го следат исклучиво биткоин и дека во тој момент кога ќе имаме декаплинг, декаплинг значи дека веќе оваа валута, ако не целиот пазар, оваа валута нема да биде зависна од самото движење на цената на биткоин. До тој момент се уште имаме комплетна зависност на целиот маркет од биткоин и кога биткоин паѓа, сите се во пад. Многу едноставно, затоа и е многу едноставно да се следи овој 4-годишен процес на биткоин, додека за разлика од тоа, кога станува збор за флипенинг, зборуваме за било која друга криптовалута која што може да го победи биткоин по маркет кап и доколку тоа се случи, се верува дека поголемиот дел од валутите може да го следат овој нов број 1 на самата листа на маркет кап и на тој начин да се прекине овој 4-годишен циклус, односно да има валути кои што ќе направат собствен циклус, односно ќе имаат собствени бул и bear маркет трендови, кои што нема да бидат зависни директно од биткоин како досега. Сега, на овој чарт овдека, јас единствениот компетитор кој што го има биткоин во однос на овој момент, во однос на овој сегмент е Етериум. Со тоа што ова се на двата најголеми криптовалути во светот, биткоин и Етериум, ова се чартовите за доминанс. Односно колкава доминација имаат во однос на целиот маркет на криптовалути. Сега, знаеме дека, како и секогаш, нормално, биткоин е оно кој што има најголем маркет кап, односно најголем процент од вкупниот маркет кап на сите криптовалути, но доколку би споредиле, за чисто да знаете што уствари моментално гледате на чартот, зелената и црвената линија представуваат врв и дно на претходниот циклус од 2017 година, како и оваа зелена линија представува врв на претходниот циклус, односно овој врв според самите индикатори. Не е оној врв кој што го добивме на 70.000, туку овој врв според самите индикатори, односно едногодишен, една година после самиот халвинг, ова е оној врв кој што беше воспоставен на биткоин, односно 69.000 и врвот во истиот момент каде тоа уствари во доминанс можеме да го видиме дека се одразило на Етериум чартот. Паралелно на тоа имаме едноставен чарт на биткоин и Етериум, каде што исто така можеме да ги видиме каде е врвот на самиот биткоин и каде била цената на Етериум во самиот тој врв, за да можеме да ги споредиме доминациите и што истите значат во однос на самата цена, како и во однос на можниот флипенинг кој што можеше да се случи овој, но луѓе очекуваат да се случи во наредниот булран. Сега, за почеток ќе се вратиме на чартот на доминација, односно колкава доминација има во одреден момент. И прво што мораме да заклучиме, доколку го гледавте моментално, претходно имаме едукативно видео кое што исклучиво се занимава со биткоин и каде е неговата доминација во однос на врв и дно во еден биткоин циклус. Сега, оно што мораме да го заклучиме, како што можеме да видиме, дека секогаш кога биткоин цена да се придвижува до самиот врв, кој што е на 2017 година 1 декември, можеме да видиме овде, на 2017 на 1 декември успеа да достигне врв од 20.000 во овој сегмент. Гледаме дека доминацијата на биткоин во тој момент опаднала драстично. Изборуваме од моментот кога почна самиот циклус 96% доминација, па до капитулација на истата
значи докога гледаме максималната вредност е негде околу 40%. Значи 60% од својата доминација биткоин ја изгубил за да го достигне овој максимален момент на вредност до 20.000 во тој сегмент. И доколку видиме што се случува со останатиот, значи во овој случај со компетиторот, значи исто така губел, како што можеме да видиме во растењето на самата цена на биткоин, истиот губел на доминација затоа што нели сепак се наоѓа на второ место и нормално луѓето продаваат и вложуваат во самиот биткоин затоа што цената на биткоин оди горе, но во моментот кога биткоин го достигнал сопствениот врв и кога сите го продаваат самиот биткоин за профит, значи гледате што се случува со Етериум. Една свеќе потоа и Етериум се искачил на вредност, дури еве да речеме втората свеќе од 26%. Наспроти 40%, па и следната свеќе доколку го погледнеме 35%. Значи разликата помеѓу овие два коина 26 и 35 била само 11%. Значи замислете имаме само 11% помеѓу вкупниот маркет кап во моментот кога сите го продаваат биткоин и оваквите профити од биткоин ги внесуваат во Етериум со цел да продадат за профит затоа што во тој момент кога на биткоин цената паѓа, можеме да видиме овде, значи одма после самиот врв, гледате што се случува. Кога на биткоин цената почнува да паѓа, на Етериум цената почнува да расте затоа што профитот овде се префрла во Етериум за да се искористи овој последен момент на altcoin season, одма после биткоин, односно истиот профит кој што бил направен во биткоин да се дуплира со тоа што ќе се стави во Етериум и ќе се искористи овој краток период каде што ќе се продаде со профити во Етериум. Сега, нормално тоа секој сегмент така функционира во самиот биткоин циклус, но она што е битно да го забележиме е дека непосредно после самиот врв гледаме дека, значи, доминацијата на Етериум во однос на маркет кап драстично пораснала. Зборуваме од моментот кога биткоин бил на самиот врв, каде што доминацијата завршила на 13%, до моментот кога Етериум бил на самиот врв, каде што зборуваме за 26% и наспроти, како што рековме овде, 36%, и доколку ги ставиме едно врз друго, тоа би изгледало вака. Значи, како што можеме да видиме од 2017 година имавме најблизок момент каде што Етериум, ова е темно-сивата боја, значи доминацијата на Етериум расте до 26, додека доминацијата на биткоин паѓа до 36%. Значи, ова било најблиско што некогаш некоја од криптовалутите била за да го достигне, значи да успее да достигне доминацијата на пазарот на целиот криптопазар. Со тоа што доколку истото се случи, ќе имаме промени кои што никогаш досега не биле видени во последниве 13 години откако што постои самиот криптопазар. И тоа е многу битно затоа што доколку во наредниот, значи како што можеме да видиме овдека не се случи затоа што немавме altcoin season. Значи знаете и сами дека altcoin season беше скратена поради самата продолжена пандемија, војната во Русија и слично, и altcoin сезона ние уствари немавме, како што и самиот врв на биткоин не беше, како што можеме да видиме на самиот чарт, значи не станува збор за blow off top. Станува збор за традиционални два, значи double top, односно дупло врв, каде што постепено цената почна да паѓа, наместо тоа немавме blow off top во однос на цената на Етериум и останатите криптовалути, како што тоа беше случај во 2017 година. Оно што сакам да кажеме дека дури, значи во 2021 за жал немавме шанса да видиме дали Етериум има доволно сила да успее да го победи биткоин во market capitalization. И доколку тоа се случи, јас повторно ќе напоменам дека станува збор за комплетно друг пазар кој што досега не сме го виделе. Затоа флипенинг е многу битен сегмент кој што мораме да го земеме во предвид, но ако можеме, значи чисто да видите како изгледа на самиот чарт. Во моментот кога биткоин достигнал 69.000, значи неговата доминација се повеќе и повеќе паѓа на пазар. Гледате, во претходниот врв од 96, моментално најголемата значи доминација која што достигна 75, значи тоа е 20% помалку некаде во прилика. И замислете, до самиот врв, значи биткоин врвот го достигнува на 1 април, значи 50% и непосредно после тоа паѓа до 39%. За разлика од тоа имаме многу голем напредок на доминацијата од моментот кога имаме врв на биткоин, 15%, па се до втората свеќе да земеме пред, каде што имаме 21%. Значи, она што сакам да ви го кажам е дека гледате со време, значи
биткоин се повеќе и повеќе губи од маркет капитализацијата на целиот пазар, за разлика од тоа останатите криптовалути, посебно оние топ 10, се повеќе и повеќе добиваат. Нормално, кој највеќе добива од тоа е Ethereum. Не можеме да бидеме сигурни дека тоа ќе се случи наскоро, не можеме да бидеме сигурни дека тоа воопшто ќе се случи. Но, досега Ethereum докажал дека може многу блиску да стигне до флипенинг на биткоин и да биде број 1 на капитализација, на маркет капитализација на пазарот. Со тоа што, значи ова е нешто што мора да го земеме предвид, затоа што доколку се случи на пример на наредниот bull market, тоа е нешто што може да ги смени работите комплетно. Значи може да го укине овој 4 годишен циклус, иако нормално мораме да го видиме ова со сопствени очи, значи до тој момент ова е само спекулација. Но е нешто што може да се случи и јас како такво нешто морам да ви го образложам и да ви кажам што уствари истото значи и зошто е многу битно за самиот криптопазар. Сега, доколку мене ме прашувате, значи Ethereum да го флипне биткоин, јас искрено мислам дека е само прашање на време. Прв пат сигурно ќе се случи во ваков тип на blow of top bull run, што се очекува да биде во 2024-2025 година, тоа е наредниот bull run. И доколку тоа се случи, јас верувам дека ќе биде слична ситуација на оваа, каде што одма после самиот врв на биткоин, доминацијата на истиот паѓа, а за разлика од тоа драстично се зголемува на Ethereum, кој што е, како што можеме да видиме засега, без никаква конкуренција на пазарот, број 2 на самиот криптопазар. И затоа верувам дека тоа ќе биде првиот момент каде што ќе имаме флипенинг, односно ова што го разговаравме овде, каде што барем за кратко, ако не можеби само за неколку дена, Ethereum ќе се најде со маркет капитализација повеќе од биткоин. Но кога тоа ќе се случи, значи тоа ќе даде до знаење дека биткоин не е number one и не е победлив како што многу од луѓето веруваат и ќе даде шанса, значи на самите трговци, на самите инвеститори да веруваат дека да, навистина и другите проекти може да го завземат ова место, иако биткоин никогаш нема да биде избришен од пазарот, да не се лажеме, значи биткоин е оној златен стандард на самиот криптопазар. Но влегување на ваква криптовалута, посебно да речеме во овој случај ако е тоа Ethereum, каде што истиот не е зависен од 4 годишен циклус, може да доведе комплетно друга ситуација каде што наместо да чекаме халвинг на секои 4 години, ако криптопазарот продолжи да го следи Ethereum, значи во тој случај можеби ќе чекаме сосема други ситуации во однос на промената на циклусите во bear и bull market. Затоа е многу битно и многу важно да го следиме овој момент, за доколку се случи, да се прилагодиме на самиот пазар. Значи, не можеме постојано да се следиме од постојано истите правила, доколку правилата на пазарот се менуваат сами по себе. Затоа, во наредниот bull market, јас на ова, значи, исклучиво будно ќе следам и буквално во оној blow of top што се очекува да се случи во 2024-2025 година, ќе следам дали за прв пат ќе имаме флипенинг и дали ќе видиме нови правила на самиот пазар. Значи, за кратко, сакав денеска само да ви објаснам што уствари представува флипенинг и зошто е многу битно. Нормално, значи, самиот пазар може да ни изненади, можеме да видиме и некој друг компетитор кој што, да речеме, може да го направи истото, нормално. Тоа е само предпоставка, значи ништо на овој пазар не е сигурно, како што може да видите многу од оние валути кои што сметаме дека се стабилни и непобедливи, може да го изгубат целата своја вредност за само 2 дена. Значи, затоа ви кажувам дека сите овие значи самите проекти по себе, затоа што се водени од човечки тимови, самите се подложни на лоши вести, на манипулација, на хакови, на било што. Затоа мораме будно да го следиме самиот пазар, не можеме да инвестираме и да се надеваме на најдоброто. Можеби тоа е случај со биткоин, каде што самиот биткоин алгоритмички го представува овој циклус на 4 годишен халвинг и со тоа на некој начин сме сигурни, но сепак значи мораме будно да го следиме самиот пазар затоа што вакви појави како што е на пример халвингот може целиот пазар да го пореметат и буквално да го свртат комплетно на нозе обратно, затоа што ако имаме друг коин кој што целиот пазар го следи, во тој случај можеме да имаме и сосема други циклуси каде што ќе мораме да се прилагодиме во однос на тоа кога инвестираме, а кога земаме профит. Тоа е се што сакав на кратко да ви објаснам денеска во однос на самиот флипенинг. Ова е уште едно од нашите едукациони видеа во напредниот курс за техничка анализа. Нешто што навистина мораме да обрнеме внимание, посебно во наредниот циклус кога ќе стасаме во оној после еден халвинг во 2023 година 1-6 мај. Значи, затоа сакам навистина, извинете, тоа е една година пред самиот халвинг, халвингот ќе биде во 2024 година на 6 мај. Сакам и ова да го земете во предвид, нормално нема да разговараме постојано, затоа што флипенинг се разговара кога ќе дојдеме до момент на bull market, каде што ти ги правиме оние
промени од биткоин во етериум во останатите алткоини каде што имаме alt season. Сега ова е само добро како видео да го имате на нашиот канал, доколку не ви е јасно и доколку сакате да знаете што исто да представува, да имате графички приказ каде што ние детално ви објаснуваме да знаете што истото значи. Уште да ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека уживате во нашите содржини. Нормално, како и секогаш, ќе ве замолам, доколку ви се допаѓа нашиот материјал, да го споделите со оние кои што сакаат да научат во однос на техничката анализа, криптопазарите и проектите кои што се дел од него. И нормално, секој коментар и лајк, како што може видите, ние сме овде, се обидуваме што можеме повеќе да одговориме на вашите прашања и содржини, кои што ги имаме, нели, спремно за вас. И се додека имаме вашата поддршка, ќе продолжиме и понатаму да работиме во однос на едукација на македонската јавност во криптосферата која што сакале ние или не и ќе доаѓа многу брзо на нашиот пазар. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, имајте добар ден од тимот на CryptoGBG.